познавам како дете. Карпуш е бил другар с мојега брата Мирко. У школу ја иша у гимназију и куде нас се стално доваѓаја. С негови родители смо биле пријатели. За време окупацију Карпуша га бе се осудиле на смрт и истерање од гимназију. А ја како дете биле сме организирани и собирале смо, викаше се тега Црвена помоќ. Последен ден кад требаше да искочи партизани, он куде нас довеѓа седе и јутрото ден беше искочил партизани, кај нас Карпушот ичил партизани. И како командант на одред бија многу ценен. Христијан учи. Реди само петки и четворки во дневникот и успева да стаса на сите места. Читаше се што ќе му дојде до рака и учи. А наученото го споделува во разговори со другарите. Истовремено придобива нови едномисленици и симпатизери на социјалистичката идеја. Во свеста на Христијан, веќе во 7-миот клас, е созреана свеста за идната борба. Веќе се стекнал солик на одважно, сериозно, бунтовно и напредно момче. Станува угледен представник на илегалата на тогашниот градски пролетаријат и како таков, трн во окото на режимот. Во илегалата, но и на јавната сцена на работничкото пролетарско Куманово е создадена критична маса млади револуционери, борци за правата на работниците. Подготвени војници на СКОИ и на Комунистичката партија. Христијан Тодоровски е во првите редови на кумановската илегална борба. Режимот е постојано на штрек и возвраќа со жестоки удари. Следуваат зачестени повикувања и сослушувања од школските и општинските власти. Кулминација на репресиите е исклучувањето на Христијан и неколкуми на негови најблиски другари од гимназијата. Другите од Црвената дружина се исклучени на 2 до 3 години, а Христијан за секогаш и без право на повторен упис и приватно полагање на целата територија на Кралевина Југославија. Во аналите на општинските власти и на гимназијата е запишана наредбата. Со одлука на наставничкиот совет на гимназијата донесена на 8 април 1940 година, а потврдена од Министерството за просвета на Кралството Југославија, исклучени се Христијан Тодоровиќ, Миодраг Ристиќ, Бранко Малински, Темелко Стошевски, Радивоје Бацковиќ и Момчило Љубисавлевиќ. Зима е 1941 година. Светот веќе е поларизиран по линијата на фашизам и антифашизам. Чука на вратата Втората светска војна. Духот на злото на фашистичка Германија веќе наголемо опирува по земјите на Источна Европа. Големи светски центри и личности не сакаат да веруваат дека Хитлер подготвува судир од светски размери. Исклучениот гимназист Христијан и другарите продолжуваат со подготовките за успешно вклучување во таа борба. Во зимските денови на 1941 година, во мугрите на предстојната војна, продолжуваат да се збиваат редовите на кумановската напредна младина на своите состаноци. Гимназистите собрани во литературната дружина Његош во жолчни расправи заземаат ставови и ги прочистуваат редовите од колебливци и денунцијанти. Вршат безкомпромисна пресметка со профашистичките младинци на Љотичевската организација Збор. Такви судири особено се случуваат на часовите по предмети што ги предаваат реакционерни професори. Борба се води и на младинските спортски приредби, на игранки и на други неформални собири на младите. На тој начин се продуцираат и се профилираат идните скоевски партиски кадри кои веќе за некој месец или година ќе застанат во првите редови на антифашистичката борба во својство на храбри партизански борци и команданти. 6 април 1941 година. Хитлеровите фашистички орди ја напаѓаат и ја окупираат Југославија. Југословенската војска капитулира.
Христијан Тодоровски е 20-годишно голобрадо момче, но веќе прекален и легалец. Неговиот бунтовен дух не се мири со новонастанатата ситуација, на повик на Комунистичката партија, предано се вклучува во акциите за подготовка на организирана борба против фашистичката окупација. Се организираат скоевски и партиски келии, илегално се собира и се крие оружје и муниција, се планираат и се подготуваат првите борбени акции. Христијан е тука, во постојано движење. 12. октомври 1941 година. Првите синови на Куманово и на Прилеп ја запалија искрата и го разгореа пламенот на востанието на македонскиот народ. Револуционерно Куманово на повикот за востание построи два партизански одреда – Козјачкиот и Карадачкиот. Христијан Тодоровски е припадник на Козјачкиот партизански одред. Неговиот другар и соборец Дане Цеков подоцна ќе запише: со пушка и шајачено овчарско гунче меѓу првите пристигна на местноста Студена вода. Од тука одредот тргна на првиот партизански марш. Тргнаа децата, слабо вооружени, но храбри и решителни да го менуваат светот, да се изборат за слобода и правда, за поарен живот. На патот кон Козјак планина, по наредба, Христијан мораше да остане во селото Четирце да го чува командантот Љубе Здравковски Гачо, кој патем се разболе, се сеќаваат подоцна другарите од одредот. Неколку дена подоцна, на 17. октомври, одредот во нерамна борба со бугарскиот фашистички окупатор во селото Малотино беше разбиен. Следуваат крвави репресалии врз преживеаните борци на одредот. Христијан Тодоровски се враќа во Куманово и по известно време заминува во Србија. Во Врање се поврзува со тамошната партиска организација и се приклучува на партизаните од Кукавичкиот партизански одред. За кратко време се истакнува со својата решителност и храброст во низа борбени акции на подрачјето на Јужна Србија и се стекнува со неподелени симпатии кај српските партизани. Стана познат со популарниот прекар Македонче. Со време, меѓу другарите, се прочуи и како Карпош. Зошто Карпош? Го прашале еднаш другарите на одмор меѓу две борби. Уште од дете му се восхитував на прочуениот кумановски крал Карпош, кој ги крена рударите и селаните од овие краишта против турското робство. Мечтаев да ја имам неговата сила и храброст и да го носам неговото име, да сум цврст како Карпа, раскажал Христијан. Во септември истата година повторно заминува во Србија и во Црна Трава се приклучува на вториот јужноморавски одред. Во тешката и крвава борба со бугарската фашистичка полиција кај Момен Камен, Карпош ја губи својата лична карта. Врз основа на истата, во Владички хан од страна на прекиот суд, Карпош е осуден на смрт во отсуство. Истовремено, по него е распишана полициска потерница. Додека трае потрагата, Карпош, по заминувањето од Врањскиот партизански одред Сима Погачаревиќ, во првата половина од таа 1943 година се крие во Куманово. Извршува партиски задачи и подготува група за излегување на нов партизански одред. Често е во обиколка на селата по Козјачијата и работи на создавање на идните партизански бази. Меѓу селаните наидува на топол прием и разбирање. Пролетта, партиската организација на Куманово донесува одлука. На 26. јуни 1943 година да излезе група на кумановски партизани, јадрото на идниот кумановски партизански одред. Заради конспирација, јадрото е поделено на две групи. Првата група излегува од местото на воденицата на Ангел Тодоровски, а ја сочинуваат Христијан Тодоровски Карпош, Ангел Лазаревски Шајче, Тоде Димковски Думба и Диме Домузлиски. Втората група излегува од бавчата на Денко Цеков, а ја сочинуваат Панче Пешев, Доне Божинов, Живко Чала, Миле Кипра,
Дане Цеков, Методи Томовски Панче и Бранко Стојковски Руле. Тие се идните карпошовци, ударна тупаница на идниот легендарен партизански командант Христијан Тодоровски Карпош. Првото борбено крштевање го имаат ноќта на 3 спрема 4 јули 1943 година, кога карпошовците начело со Христијан Тодоровски ја нападнаа општината во селото Сувора и ја запалија архивата на бугарскиот окупатор. Акцијата за прв пат е изведена со громко ехо на познатото «Смрт на фашизмот, слобода на народот», што потоа силно ќе одекнува ширум Козјачијата. Во меѓувреме, во Куманово и по козјачките села се регрутираат нови борци. На 2 август 1943 година во селото Сливница кај Врање се формира Кумановскиот партизански одред од 23 борци. За командант е назначен Христијан Тодоровски Карпош.